конференција на која што сакаме да продискутираме. Ова што секако сите веќе го знаеме. И благодарам на Министерството. Директорот на јавното предпријатие на град Скопје комунална хигиена, господин Шабани. Почитувани присутни, навистина ми е драго што денеска сум тука да можеме да поразговараме околу тема која што е особено значајна кај нас, а тоа е темата за борба против корупцијата, во која што акцентот го ставивме денеска на интегритетот и тоа поврзано со бизнис секторот. Практично корупцијата, искоренувањето визави бизнис секторот и да поразговараме која е всушност улогата и на државната администрација, но и на бизнис секторот во некои поразителни бројки кои што ги имавме во изминатиот период за перцепцијата на граѓаните за корупцијата во нашата држава. Она што ние во Министерството за правда сме особено горди и го сметаме како круна на досегашното работење во изминатата година е практично донесувањето на Законот за спречување на корупција и судир на интереси, во кој што создадовме механизми за ефикасна борба против корупцијата, првенствено превентивна, но исто така и воведовме термини кои што треба да бидат начело во работењето на државните службеници, но и секако сите оние кои што влегуваат во некаков однос, дали е тендер, дали станува збор за давање на услуги, приматели на услуги со јавната администрација, а тоа се термините на интегритет и ризик од корупција. Значи, во законот постојниот го воведовме терминот интегритет, сакајќи да потенцираме дека тоа е начело кое што треба да биде клучно за работењето на сите, начело на кое што треба да се го засноваат сопственото работење и го дефиниравме од аспект на законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно, транспарентно вршење на работи со кои службените лица го чуваат својот углед, но и угледот на институцијата, кога се ставени во ситуација да бидат или одговорно лице во таа институција или да бидат вработени, со тоа се отстрануваат ризиците и ги отстрануваат сомневањата во можноста од настанување и развој на корупција и се обезбедува доверба на граѓаните во вршењето на јавните функции и во работа на јавните институции. Исто така предвидовме обврска институциите внатре да создадат механизми кои што ќе ги елиминираат ризиците од корупција и секако Државната комисија за спречување на корупција да биде поддршка во тој процес на сите други државни институции во градењето на механизми за ризик од корупција. Она што беше практично главното мото беше да дефинираме корупција од два аспекти: активна корупција и пасивна корупција. Тргнавме од тоа дека како што за танго се потребни двајца и за корупција се потребни најмалку двајца. Едниот кој што е носител на активна корупција и другиот кој што е носител на пасивна корупција. И ги направивме механизмите да бидат насочени кон двете страни. Ако се зборуваше во минатото дека бизнис секторот во периодот на претходната влада беше нападнат од дали рекет, дали уцени, дали барање мито и слично, сакавме да создадеме амбиент, значи институционална рамка која што ќе овозможи, ќе поттигне градење на амбиент во кој што ќе постојат ефикасни инструменти за чување на бизнис секторот надвор од овие девијантни појави. И затоа не случајно ставивме одредби кои што треба да значат обврска на јавните функционери да се исклучуваат од судир на интереси, бидејќи често пати гледавме дека своите фирми се преферираа во минатото. Значи сега имаме сериозни забрани во Законот за корупција, кои што треба да оневозможат ситуации на судир на интереси. Понатаму ставивме одредби со кои што ако лице кое што управувало со трговско друштво, установа како сопственик, штом ќе стапи на функцијата, е должно управувањето да го довери на друго лице, значи да ги тргне рацете од тоа управување. Имавме
одредени афери кои што зборуваат за доделување на помош, грантови и слично на фирми кои што се блиски до високи функционери. Тоа прашање го решивме во Законот за спречување на корупција со одредени забрани, но и со огради доколку се случи да е пообјективни, транспарентни процедури, по конкурентна атмосфера, тоа да биде пријавено до Државната комисија за спречување на корупција, која што ќе испита дали се искористени процедурите онака како што треба, дали се превземени сите заштитни механизми за спречување на корупција во тој случај и така натаму. Исто така, во делот кој што се однесува на супервизија, контролен надзор врз работа на субјекти кои што биле претходно под влијание на, односно под контрола на државни функционери, имате ограничувања, дури во одреден период по завршувањето на функцијата да се на некој начин или да работите или да бидете ангажирани со тие субјекти. Значи, воведени се и ограничувања не само за во текот на вршење на функцијата, туку и ограничувања по престанок на функцијата. Во делот кој што се однесува на користењето на службени податоци. Често пати корупцијата не е само активно давање и земање на финансиски средства или друго, или било што. Често пати самиот тип на нелојална конкуренција која што се создава во бизнес секторот произлегува од пристапот до одредени информации кои што одредени фирми ги имаат, а други ги немаат, и тоа создава еден тип на нелојална конкуренција. Во законот создадовме обврска, односно забрана за користење на службени податоци и информации со цел да се оствари корист за себе или за некој друг. Понатаму имаме одредби кои што се однесуваат на ограничување на соработка со одредени правни лица, значи функционер кој што се наоѓа на одредена позиција, нема ни право, ни можност да учествува или да воспоставува правни односи со правни лица кои што се во собственост на член на негово семејство или лице од негово семејство поседува акции и слично. Тоа е правната рамка. Ние често пати не сме страдале од правната рамка, сме страдале од имплементацијата. Сега тука се на потек Државната комисија за спречување на корупција, но тука е на потек и јавното обвинителство и судовите, бидејќи криминалот една е активноста која што треба да е превентивна на Државната комисија за спречување на корупција. Сите очи на јавноста се насочени кон нив заради тоа што тие блеснаа во минатиот период со својата активност наспроти Државната комисија за спречување на корупција која што ја имавме во минатиот период, која што се оградуваше дури од давање на податоци кои што по закон се јавни, значи не сакаат да се отвараат одредени теми. Нив им беше заветот за молчење поглавен отколку транспарентноста во нивната работа и улогата која што тие ја имаат. Но Државната комисија за спречување на корупција не е единствен орган и не сме да остане единствен орган. Затоа се и насочени нашите напори во изминатиот период кон донесувањето на новиот закон за јавно обвинителство, кој што ќе ни овозможи органот кој што покажа исто така блескави моменти како и Државната комисија за спречување на корупција, да го направиме траен орган во системот кој што ќе има ефикасни надлежности спрема сите кои што се носители на јавни функции. За жал, во моментов немаме позитивни вести околу носењето на Законот за јавно обвинителство, но се надевам дека сите оние кои што треба да го дадат својот глас во собранието ќе бидат свесни за својата улога која што ја имаат во градењето на правната држава и конечно ќе го финализираме овој закон кој што практично треба да ни овозможи уште еден траен механизам во борбата на корупцијата. Но она што мислам дека е исто така битно за да можеме да го заокружиме кругот околу злото кое што е наречено корупција е тесната соработка и партнерство со бизнис заедницата, со стопанските комори, бидејќи постоењето на корупција при воработењето кое што на бизнис заедницата спрема државните органи продуцира нелојална конкуренција, продуцира незадоволни клиенти,
продуцира нарушување на пазарните текови и на крај негативно влијае и на економскиот развој на државата. Така што во тој домен ја поздравувам ова дебата и овој проект кој што вие го имате отпочнато, бидејќи механизмите мораме да ги бараме заедно. Заедно во креирање на правната рамка ние имаме сериозна соработка која што досега и даде резултати со работење со бизнис заедницата во лоцирање на проблеми во одредени сфери и потоа преточување во законска рамка, но исто така охрабрувам и партнерство во борбата против корупцијата, заради тоа што резултатите од таа борба ќе значат прво заштита на бизнис интересите на фирмите кои што навистина одговорно и со интегритет работат во нашата држава, но исто така и заштита на јавниот интерес, кој што е интерес на сите граѓани на нашата држава. Благодарам. Ви благодарам на можноста да бидам денеска тука, да продискутираме, верувам дека овој панел ќе биде интерактивен, дека ќе може да размениме мислења, а не да биде еднонасочно само ние како официјални презентери овдека да ги кажуваме нашите ставови. Она што го спомена на крај е многу значајно. Во изминатиот период, еве за 2 дена ќе одбележиме 2 години од владење на оваа владеачка гарнитура, беа направени исклучителни напори за да се зголеми транспарентноста на владата и на владините институции. Рената, мојата колешка, пред малку спомна дека во минатиот период, во периодот кога бевме квалификувани како заробена држава, имаше завед на ќутење по сите основи. Ниту дебати, ниту дискусии, ниту било кој доставуваше, а ми се чини дека ниту било кој или многу ретко некој прашуваше за информации, состојби, појави, финансиски извештаи и така натаму, не само на владата, тука и на предпријатијата. Стартувавме од минусно салдо во насока на отвореноста на институциите и она што е постигнато во изминатиот период е владата на Република Северна Македонија е на првото место по транспарентност во споредба со владите од регионот. 2017 година бевме на последното место. Значи за една година владата е на првото место, меѓутоа тоа е само еден сегмент. Тоа значи дека сме се отвориле и дека граѓаните и медиумите ги имаат информациите на располагање. Но кога ќе го погледнете тоа истражување, затоа го спомнувам за да дојдам до овој момент кој што е денеска тема на дискусијата, ќе видите дека владата е прва, меѓутоа министерствата се на трето место. Тоа значи дека има разноликост во пристапот кон презентација на информациите и во начинот на комуникација со јавноста. Локалната самоуправа е на пето место. Тоа се драматични разлики и тоа говори и за политичката волја и за поставеност на носителите на јавни функции, за тоа како ги доживуваат и своите позиции и обврската да бидат отворени кон граѓаните. Кога говориме за транспарентност, јас можам овде да говорам за владата, го погледнав извештајот на организаторите, тој ги опфаќа сите предпријатија и затоа не би можел да ги коментирам сите оние кои што не се во надлежност на централната власт. Меѓутоа, мислам дека треба многу темелно да се проанализира како функционираат државните предпријатија, централната власт, како функционираат локалните предпријатија и сите оние други кои што се буџетски финансирани. Затоа што на многу ниво има различност во пристапот и на многу ниво има различност во перцепцијата на луѓето внатре како да комуницираат. Огромен проблем, морам да го истакнам, не би сакал да звучи како било какво оправдување, е односот на администрацијата. Луѓето задолжени внатре во институциите, кои што треба всушност технички да го одработат сето она што раководителите им го даваат како задача. Јас сум сведок на какви отпори наидуваме внатре. На какви милиони изговори и варијанти како да се одложи некоја информација, да се проследи, да се даде, да се дистрибуира, дури да се достави и до колега во влада. Верувам дека тоа се случува и во државните и јавните предпријатија, затоа што навиката на администрацијата е да не комуницира, да молчи, ако може нешто да се скрие, воопшто да не излезе во јавност. Значи, говориме и за една политичка или култура на однесување, генерална, која што верувам дека ваквите дебати, ваквите дискусии, отворените форуми мора да ја менуваат. Беа спомнати во изминатите излагања сегментите кои што се многу значени во општеството. Медиумите се број еден. Затоа ние се фокусиравме
пред се да ја отвориме владата и институциите кон јавност. Бидејќи куќето чувар, медиумите се тие кои што детектираат веднаш појави кои што се девијантни и во една атмосфера како што е сега, кога слободата на говор е неприкосновена и целосна, токму тука е првиот коректив кој што многу значи, бидејќи еве и од ова што сега беше спомнато, граѓаните дури отпосле се вклучуваат. Меѓутоа медиумите многу брзо реагираат. И брзо реагираат на секоја девијантна појава. И тоа е одлично. Не случајно, како резултат на отвореноста на владата, на една претходна дискусија од овој тип, која што имавме пред неколку месеци, беше спомнато дека истражувачките стории во медиумите за една година се зголемени неколкукратно, дури за 5 пати. Тоа говори дека изворот на информација е достапен. Тоа говори дека кога вие имате основната информација, полесно ги анализирате понатамошните сите сегменти на она што сакате да го презентирате во сторијата. Тоа говори дека под таков притисок многу тешко ќе биде во иднина да се кријат информации. И јас сум убеден дека чекор по чекор доаѓаме до моментот кога свесноста на секој раководител на институција и на првите луѓе во институциите ќе дојде до тоа ниво да разберат дека една од клучните квалификации за да биде назначен или да остане на таа позиција всушност да мора да биде отворен кон јавноста и да ги презентира активностите пред граѓаните. Огромни се средствата што буџетот ги исплаќа по разни основи. Меѓутоа, ќе ве потсетам само на една изјава на премиерот Заев, ми се чини дека минатата недела беше дадена во една јавна дебата, дека како резултат на транспарентноста на оваа владеачка гарнитура, досега се заштедени околу 100 милиони евра. Внимавајте, тоа е драматичен податок, особено гледајќи ги овие бројки. Значи, ако се бројките подобри за 10%, сметајте колку ќе биде заштетата поголема. Државните институции тешко или некои од нив проблематично објавуваат информации, меѓутоа тамо каде што има контрола и притисок се многу ревностни и многу прецизни. Например, алатката за транспарентност на владата, која што ги обврза премиерот, министрите, замениците, директорите на јавни претпријатија, оние што се под ингеренција на владата, ја почитуваат сите. Нема исклучок. До тука до каде што знаат дека може да се одговара. Од тука натаму веројатно постои простор нешто не баш да се сработи како што треба. Мене ми е многу драго што е тоа така и ова говори дека е неопходен системски пристап. Во овој момент на различни основи владата е отворена и институциите се отворени. Покрај овие обврски имате буџетска транспарентност, што ја прави Министерството за финансии, имате транспарентност од аспект на објава на тендери и процедури преку Бирото за јавни набавки, меѓутоа се тие сите раштркани на различни места. Од тие причини, еден од клучните концепти на владата е дека ќе направиме комплетна стратегија за транспарентност на генерално ниво. Затоа што кога ќе ги ставите на едно место правилата и обврските, тогаш верувам дека и дисциплината ќе биде многу поголема и сите овие девијации ќе бидат намалени. Ово говорам затоа што сум убеден дека барем познавајќи ги луѓето што се назначени, најголемиот дел од нив, дека сите оние кадри што се сега раководители на институции имаат, најголем дел од нив, ајде да не генерализирам, имаат желба да бидат отворени. Јас ги гледам како тендерските процедури течат, некои од нив се проблематични, меѓутоа имавме еден пилот проект каде што 3 институции, Министерот за здравство, директорот на службата на општи заеднички работи и директорот на Електрани на Македонија ги повика и невладините организации јавно на пресконференција да ги следат сите јавни набавки. Значи говориме за 3 многу битни сегменти кои што трошат многу пари. Тука дојдовме до едно многу интересно сознание. Дека едно е желбата, друго е и можностите и на невладините организации и капацитетот да следат потемелно од почеток до крај процедури и на тоа како тоа ќе биде објаснето во јавноста. Значи, од тој аспект кога говорам дека е потребна една генерална стратегија, говорам и за едукација, што ми е драго што слушам дека веќе се случува. Законот за пристап до информација од јавен карактер, измените и дополнувањата, оваа нова агенција која што е сега, верувам дека многу ќе помогне. Бидејќи претходно, слично како и претходниот состав на Државната комисија за спречување на корупција,
комисијата воопшто не работеше или немаше активност. Не даваше, не го чувствуваше пулсот на потребите на општеството. Сега се скратени роковите за давање информации, интензивирани се, намален е опсегот на оние членови кои што беа вметнати во претходниот закон, по кој што немаше можност да се дадат информации или го користеа предпријатијата и носителите на информации за да не достават. И верувам дека многу работи ќе бидат подобрени и врз основа на законската поставеност. Но во суштина, ако имате политичка волја, ако сте подготвени да бидете отворени кон јавноста, тоа значи одговорно владење. Токму затоа и представникот на Европската унија во неколку наврати ја спомна транспарентноста и отчетност. Тоа значи одговорно владење. Тогаш верувам дека многу полесно ќе работи Државната комисија за спречување корупција и Агенцијата за пристап до информации, бидејќи полесно ќе бидат документите пристапни до јавноста и јавноста ќе има на увид сето она што државните институции го прават. Би сакал во оваа прилика да ве замолам, сите што сте тука, бидејќи не можеме сами, не може да биде еднонасочно, да ни помогнете и да се вклучите во процесите што ги организира владата и да бидете дел од овој процес на транспарентност кој што почнува сега, ги поставува основите, кој што ќе ги наметне основните критериуми да не може ниту една влада во иднина да се врати назад, но во суштина да го изградиме таков за да биде најефикасен и најпрактичен. Бидејќи без тој концепт ќе биде многу тешко и постојано ќе лутаме вака во проценките и во извештаите и ќе има огромни разлики помеѓу некои предпријатија, некои институции и останатите. И за крај само ќе прочитам еден податок од, мислам дека е многу значаен, паралелен со ова истражување што Сабина го спомна. Ова е документ од стратегијата на Министерството за информатичко општество и администрација за реформа на јавната администрација. Еден од столбовите е транспарентност и отчетност, каде што се вели дека они анализирале 128 предпријатија, вие имате повеќе, веројатно затоа што ги анализирате и другите, од кои што врз основа на критериуми од така наречени 10 документи кои што треба да бидат објавени од сите овие предпријатија, ги рангирале во 3 категории. Прва категорија од 7 до 10, значи што објавиле од 7 до 10 индексни поени, втора категорија е од 5 до 7 и трета категорија најслаби е од 0 до 4,5. Според оваа табела, 85 предпријатија се рангирани помеѓу 7 и 10, што говори дека постои голема подготвеност за објава на информации. Втората табела е од 5 до 7, тука се 14 предпријатија, и третата е од 0 до 4,5, најслабата категорија, тука се 22. Меѓутоа, од овие 22, 9 не се носители на информации лични, туку преку други министерства ги дистрибуираат информациите што треба да бидат објавени. Ова остава позитивен впечаток, меѓутоа далеку од задоволителен, и затоа сме подготвени до максимум заедно, ве молам уште еднаш за соработка и поддршка, да дојдеме до ниво кое што ќе биде над 50% вкупно. Тоа ќе значи многу. Јас како што велам, посакувам да се вратиме на скалата на слобода на говор, каде што бевме, околу 30-тото место, и тоа мора да го направиме. Ова влада тоа мора да го обезбеди, да даде таква слобода на изразување и слобода на медиумите и на новинарите. Истото важи и за транспарентност и отвореноста на институциите. Ако ја дигнеме над 50%, овие заштеди од 100 милиони евра, што ги спомна премиерот, ќе бидат многу, многу поголеми. Меѓутоа, бизнис секторот исто така треба да се навикне дека не се прави бизнис под рака, него кога ќе дојдат на јавни, кога треба да учествуваат на јавни тендери, да не бараат некакви варијанти, некако да се шмугнат или да поминат и тоа да биде начин на кој што ќе ја добијат работата. Не. Јавна, транспарентна постапка. Ви благодарам и ви стојам на располагање на се што ви интересира.